Тешка, но и изгор скапа зима сериозно ни тропа наврата. Граѓаните се вознемирени и со право. Отина големо се најавува поскапување на струјата која е главен енерген за греење. Без разлика колкави ќе бидат струјните ценовни шокови, конечниот цех сепак ќе го плати народот. Граѓаните не знаат како ќе презимиме, ако се суди според најавите дека струјата ќе поскапи за повеќе од 20% околу нова година. Граѓаните велат Господ нека ни е на помош, зашто како што велат државата не мрднала ни со прст за да помогне во ублажување на ценовните шокови. Сигурен сум дека ќе биде многу тешко. И секако на секој граѓанин не му е драго кога слуша за оваќе поскапување. Се надевам дека одговорните ќе најдат некоја формула, да кажеме, да сите тоа сите заедно го пребродиме полесно за сите нас да биде. Значи све иде нагоре, ама не е само кај нас, тоа е на глобално ниво. Така да, само кај нас платите што се мизерни, што се вика. Али тоа мора да се Државата ќе се справи некако или тешко? Со што се справила оваа држава 30 години? Со ништо не се справила. Не гледаме подобрување. Ќе биде проблем, ја мислам, за сите. Сега владата вика дека ќе се справи добро, односно нема да има поскапување, ама некако не ми се верува и не сум оптимистичен. Граѓаните сакаат да штедат и да се греат економично, но вела дека без оглед на тоа на што ќе се грееме се е поврзано со струја, и парното, и инвертер климите, и печките на пелети. Дали сме на парно или ни, све е пак поврзано со струјата. Значи нема ништо тука да се нешто подобро. А како ќе се? Па требаше тоа да го мисля со време. Јас мислам, и тоа погреши. Енергетските експерти се сигурни дека не чека тешка зима со драстично повисоки сметки на секое поле. Дека ќе го плати народот, ќе го плати. Сега е прашањето што во вие. Сигурно да избориве нема да снема електрична енергија. Поголема казна од да те удрат под джебот нема за нас. Дека е тоа светски и европски проблем се не е точно. Тоа е наш локален македонски проблем кој што се базира на недоволно искуство, незнаење, да не помислиме дека и да замислиме сценарио на злонамерно уништување на електростопанството, енергетиката во Македонија. Од друга страна, сред бел ден, речиси сите улични осветлување горат како да нема проблем. Бандерите долж булеварите на главниот град, надлежните секојдневно ги забораваат вклучени. Цената на електричната енергија за домаќинствата барем до нова година ќе остане иста, каква што е во моментов. А за после 1 јануари, со Господ напред, кога ќе имаме нова корекција на цената на електричната енергија. Стабилизација на цената на струјата се очекува дури кон средината на следната година, а до тогаш не очекува лош период и тешка зима.